Синиша Кашавилски инспирација и мотив за многу млади уметници во Македонија. Неговите дела ги красат најпознатите салони за уметност во светските метрополи. Не постои меѓународна призната награда за уметност, која нема освоено. Тоа е рангиран меѓу најдобрите 10 реалисти во светот. Првиот допир со уметноста, вели го има уште од мали нозе, а водички точки му биле старите мајстори. Како знам за себе, знам дека нешто све е околу уметност. Уште од мали нозе. Нели сите се фаќаме за оние големи уметници како што се Рембрандт, рецимо, Микеланджело, Караваджо, некако тие у почетокот ми беа онака инспирација и со нив почнев, рецимо, баш онака бев заљубен у Рембрандт, рецимо, првата конекција беше кога отидов у Париз, рецимо, во Лувр да го видам Рембрандт. Како би го опишале вашиот стил на уметност и што значи? Не знам, ја не можам за себе да дефинирам, треба веројатно некој критичар да каже. Интересно е што еден француски критичар, тоа го именува како некое ребусно сликарство, веројатно тоа символизмот што го влесувам во сликите и остана као такво. Од каде доаѓа инспирацијата за неговите најдобри дела? И која е постапката? Обично, кога се шалам кажем, како феничаните ги измислиле парите, многу е лесно од кај доаѓа инспирација. Не знам, значи едноставно секојдневно е тоа некој импулс доаѓа кај што после преоѓа во некоја визуелна манифестација, некој визуализирање, па после тоа иде, нели, се става у рамки на некоја идеја, нешто. Нема конкретно како. Едноставно се случува процесот. Доаѓа импулсивно, значи први, рецимо, гледам тоа визуелно платното, рецимо, треба да како боја, едноставно нема објаснување. Седно е пред платното, имам бело платно, почнуваш нешто што не знаеш како ќе заврши. Ставно се случува нешто на платното, некоја магија, значи влагаш у некој процес на некој креативен, значи некоја отсутност. Не можеш да го објаснам тоа процес. Кој е мотивот кој се провлекува во неговите дела? Во принцип тоа е некој символизам, рецимо што го реков таа, некој ребус, рецимо, некоја порака, така. Значи негувам тоа што е реализам, да кажам, као символизам, што више го чувствувам како свој. Зимскиот салон во Париз за Кашавилски има големо значење. Најзначено ми е тоа зимски салон у Париз, за мене беше одна откровение и некоја одскочна даска кај што ме катапултираше во некој свет на уметноста, на висока уметност. Од оваа гледна течка било многу значајно. Како се стигнува до големите познати салони? Не знам, може треба да се има стратегија, рецимо, каде, како, со што, рецимо, не онака слепо да влегуваш. Ја го викам тоа обсервација или истражување, рецимо, ако сакаш да направиш нешто, рецимо, истражуваш, рецимо, тоа што го правиш, рецимо, ако работиш абстракција или реализам или не знам кој правец, каде тоа повише, рецимо, лежи, дали сега ако е некоја шок уметност, рецимо, киде у Берлин, рецимо, ако е некој реализам, киде, рецимо, Шпанија, рецимо, зависи, рецимо, ако е некоја концептуала, киде на Арт Базел и така нешто, така да си обираш, рецимо, кај е твоето место и таму, рецимо, нели, ќе настапувам оваа година, наредна, со какво дело, како први не идеш на настанот, правиш обсервација, како што е прием на публиката, рецимо, меѓу публиката и онда правиш експерименти, како реагираат на тебе со некој дела и онда отприлике после некој известно време знаеш како добијаш рецептот. Каква е рецепцијата на изложбите во Македонија и надвор? Општо ни е познато дека за да бидеш пророк во свое село е многу тешко, многу е полесно надвор, така да и во мојот случај, рецимо, повеќе ме знаат луѓето надвор и повеќе ме почитуваат отколку тук. Тоа што го правам, изгледа стана интересно сега во моментот на светската сцена, тоа е некој, не знам како да го дефинирам, и просто сум изненаден од приемот. Каква е разликата помеѓу македонската публика и публиката во светските метрополи во однос на естетиката? В принцип секаде е исто, не се разликуваме ништо ние од светот, едноставно
вкусот е тој и тука и надвор. Рецимо може куповната моќ е различна, ама не е секогаш све во парите. После 10 години правеше изложба во Македонија. Какво е чувството? Беше многу интересно, пошто сега правам изложби по светот, ме знаат, а во својата држава едноставно си no name, нешто некако нема многу инфо и тоа ми онака ме натера да едноставно заслужуваат и луѓе од тука да ме видат, така да многу интересно е, сите се онака, ајде да кажам, изненадени дека ете у Македонија има нешто такво и дека за мене е многу интересно искуство. И нарочито ги бирав такви мали места, пошто не сакав онака, имам посебен однос со она што викаме ние елита или со голем град или нешто, едноставно сакам да правим рецимо да го видат оние од помалите рецимо градови. За да се биде квалитетен уметник, колкав е процентот на талент и постојана работа? Има, значи, вечна дискусија тоа колку е процентот рецимо од талентот, работа, рецимо треба да има склоп од сите нешта. Значи не знам процентуално, али талент у принцип треба да го имаш, рецимо да си упорен, да и со многу искуство рецимо доаѓа резултат. Некојаш рецимо треба правилно да се насочиш, рецимо може да биде она работа у празно што се вика, да треба правилно насочување, правилно брусење, така да не само на гола работа. Сите членови во семејството му се уметници. Какво е чувството да се живее со уметници? Многу уметници на метар квадратен, да, па има убавина од тоа. Значи, првина има добра и лоша страна. Лоша страна е што она децата раснат, нели, кога си во сенка на некој дрво, да може да пречем, меѓутоа многу има и бенефит од тоа, рецимо, кај што заедно сме од тоа, учиме едни од други, така да само живееме од тоа и живееме за тоа. Кои се следните проекти? Што може да се очекува наредно на ликовната сцена? Едноставно работам, немам нешто конкретно, рецимо, некој проект, едноставно секој ден сум ателје, работам, веројатно ќе има некои случувања, изложби, сега имам многу покани на некои салони ни светот, рецимо, имам Арт Експо, мислам сега ќе се случи во Хонг Конг, рецимо, имам овако, сега ќе идам во Њујорк некоја изложба, така да зимскиот салон, есенскиот салон во Париз, имам некои изложби во Кина, рецимо, сега ќе идам во Пекинг, Шпанија, Мадрид сега, така да многу случувања. Пораката за младите уметници е следна. Само да бидат уперни и истрани и да немаат чувство на инфериорност, значи нема битно е да го сакаат тоа, да го прават и да бидат упорни. Значи све е можно.